Има еден стих за езерото. Езеро таго издлабено. Езерото е еден од основните инспиративни моменти во вашето сликарство. Само еден миг, еден елемент од богатиот и раскошен колорит на Охридското поднебје. Што тоа значи за вас, како го чувствувате и како го транспонирате него на платното? Јас сум сретен што сум се родил покрај езерото, а посебно што во животот сум се занимавал со сликарство. Езерото е неисцрпен мотив кој секој ден за мене представува нова инспирација. Моето детство е поврзано со езерото. Ми била желба да станам сликар и да го сликам Охридското езеро. Да ги сликам сите негови убавини, да ги сликам целиот тој живот на тоа езеро. Рибарите, куќите покрај езеро, чуновите и сите промени кои настанувале преку целиот ден и преку целата година на нашето езеро. Езерото е необично е. Стално настануваат некои промени тонски, како што ние сликарите викаме инјанси. Стално се променува, за секунд. Треба да имате посебни чувства, за да можете тоа да го ловите и да го пренесете на платното.
Традицијата колку кон минатото уште повеќе обврзува и кон иднината. Можеме ли да ја систематизираме неа во вашето уметничко искуство? Основно се спомениците кои од раното денство не обкружуваат и ние често контакт имаме со тие споменици. Со природните реткости во градот, Канео, езерото, рибарите, архитектурата. Посебно надворешниот изглед на спомениците, изваратните форми, мајсторството на нивната изработка, обоеноста. Тоа биле навистина феномени не само архитекти, тоа биле изографи, комплексна личности кои изведувале нашите средновековни споменици. Ако се зборува за Охридската зографска школа, школа која има своја традиција, продолжуваат од мијачките мајстори, потоа таа се основа во Дебар. Во Охрид ја сочинуваме на група иконографисти. Тоа сум јас, Нико Този, Тота Томески и Терзјановски. Како последен зограф на Охридската школа се зафатив да ја зографисаме црквата Света Неделја со мојот млад колега Драган Ристевски и тоа траеше преку 4 години. Главниот задатак ни беше да од Климент ги пренесиме оплакувањето на Христа во апсидава и тајната вечера. Потоа, исто од другите цркви пренесиме Свети Ѓорѓе и Свети Димитри. Тоа се врвни дела на нашите познати зографи Михаил и Евтихи. Лазар Вичиновски често пристојува во Охрид. И од својот живот најповеќе го слика Охридското езеро. Се сеќам на една мисла негова која ни пренесе кога престојувал познатиот книжевник и писател Јован Билич од Белград. Кога го видел езерото, се поклонил и рекол: баците палету на езеру затоа што сте немочни да уловите свете и њансе и тонови и бое. Сликар или уметник кој иде за прв пат во Охрид, то стварно ќе го почувствува тие промени кои настануваат во нашето езеро.
Не прежал е еден цел тематски циклус во вашето сликарство кој одново не враќа и не поврзува со традицијата. Речете ни нешто повеќе. Не прежала. Има и врски со моето детство. Пред да постанам како сликар, со своите другарчина, шетајќи по обалата на Плитското езеро, при истекот на билјаните избори, тоа е едно место како залив, гледаме чунови пропаднати, некој дел се гледа предниот дел, уште останал, другото се потонало, да пишува на чунот собственикот кој е на тој чун. По самите чунови полно рипчина шетаат. Ние како деца дознали, ето уште најдовме место да ги ловиме тука. Скокаме, се играме. И така мина детството. Кога се оформи ко сликар, се подсетив што тие чунови бараат таму. Абе, по потрага, по мотиви, и одма реков, па тоа е гробиште на чуновите. Како што постои гробиште на луѓето, па ова гробиште постои на чуновите. Што го натерало рибарот? Јас сам размислувам да го донеси чунот овдека и да остане вечно. Јас контактирам често со рибарите. Целиот и мој дел живот е тие добри пријатели, другари рибари. Како некоја тајна и до ден денеска никој не ми одговори точно зошто ги носеле чуновите. И јас заклучив по тоа. Дека чуновот постанало како суштество, пренесувано од поколение на поколение. Ловеле риби, ги носело невремето, ги спасавало од ситуации на невреме. Живееле и како еден дошол ден или крајот, тие се разделуваат, оти тој дотраел и го носат на вечен покој. Мојот голем пријател, Димче Маленко, наш охридски писател, кога ги разгледа моите платна и ги даде легендата, не прежал. Тоа би значило за книжевноста балада за чунот. Денес не постоje чуновите, него останат во моето сеќавање. Јас продолжувам како тема да ги обработвам како композиција посета на чунот од семејството, во брановите, во невремето и среќата за екзистенција што ме давал тој чун.
slikate Езерото, дали сте секогаш задоволни дека сте го насликале такво како што е? Не. Не, затоа што зависи и од инспирацијата, зависи и од многу други фактори. Често се случува да сонцето влезе во облаци, да чекате, па да се изменит и нијансите, и тоновите. А моето настојување било секој пат да да го насликам повеќе со сонце, повеќе со боја, повеќе да на платно пренесам она убавина која непосредно ја гледам.